Јас сум Јованка Алексовска, оделенски наставник при Основното училиште Христо Узунов Другово, Кичево. Денеска, како задача, ќе имаме да го обработуваме текстот Автобусот во големиот град, на страница 58 од учебникот за трето оделение. Текстот ќе го прочитам прво јас, еднаш изразно, а потоа продолжуваме со негова обработка. Обработка на текст Автобусот во големиот град. Татко му на Бојан има пријател во еден голем град. Еден ден го зеде Бојан и заминаа во посета на пријателот. Патуваа со воз. Додека патуваа, Бојан праша: "Тате, твојот пријател живее блиску до железничката станица?" "Не, тој живее малку подалеку," одговори татко му. "Како ќе стигнеме до неговиот дом?" продолжи да прашува Бојан. "Со градски автобус," одговори татко му и додаде: "Спроти железничката станица има автобуска постојка. Таму ќе се качиме во автобус што минува по улицата на која живее мојот пријател. Автобусот се опира до неговата куќа." По некое време возот стаса на железничката станица во градот. Штом слегоа од возот, Бојан и татко му отидоа на автобуската постојка. Неколку луѓе чекаа автобус. "Тате, во кој автобус треба да се качиме?" праша Бојан. "Во автобусот чиј број е еднаков на најголемиот парен двоцифрен број," се пошегува татко му со Бојан. Бојан не рече ништо. Додека чека, размислуваше за бројот на автобусот што треба да ги однесе до домот на пријателот. Во меѓувреме дојдоа и си заминаа неколку автобуси. Еден од нив имаше двоцифрен број, но бројот беше непарен. "Се досети кој е бројот на автобусот?" го праша татко му. "Ќе чекам да дојде," одговори Бојан. Напрку во далечината се појави автобусот. Бојан го забележа и радосно извика: "Ене го бројот 98. Тате, ајде да се качиме во него." "Ајде да поразговараме за текстот. Што ве заинтересира во овој текст? Дали тоа со што Бојан и татко му патувале? Или пак интересно ни е да го откриеме бројот на автобусот што го чекале на автобуската постојка?" Размислете, драги ученици, и забележете го тоа во вашите тетрадки. Одиме понатаму. Имаме за задача да откриеме во кои реченици се спомнуваат поими кои се поврзани со сообраќај. Ајде да ги откриеме и да ги запишеме речениците. Прва реченица: патува со воз. Воз е поим кој што е поврзан со сообраќајот. Тоа е сообраќајно средство кое што се движи по шини и припаѓа на сувоземниот сообраќај. Со него управува чичко машинов возач. Друга реченица е следната: "Тате, твојот пријател живее блиску до железничката станица?" Овде е таков поим железничката станица. Железничка станица е место од каде што тргнуваат возовите и на истите железнички станици застануваат. На железничката станица луѓето, патниците чекаат возови. Трета реченица е следната: "Со градски автобус," одговори татко му. Градски автобус е автобус кој што вози низ градот и пренесува патници од една постојка до друга. Четврта реченица е следната: "Спроти железничката станица има автобуска постојка."
Во оваа реченица тоа е автобуска постојка, кое што означува место каде што градските автобуси застануваат и земаат патници. Пета реченица. Таму ќе се качиме во автобусот што минува по улицата. Во оваа реченица тоа е улица. Улица е место каде што се движат сообраќајните средства и не е место за игра. Кога ние се возиме во овие сообраќајни средства или чекаме на автобуските постојки, треба културно и внимателно да се однесуваме. Сега имаме за цел да дадеме заклучок или порака од авторот. Секое наше патување треба да не научи на нови работи, да дознаваме и откриваме нови нешта. Воедно не учи на сообраќајот и превозните средства. За крај ќе ви предложам некои активности за домашна работа. Да го поделите текстот на целини и за тие целини ќе си дадете наслов и по тие целини ќе го прераскажете текстот во домашната тетрадка. Исто така, да се потсетиме малку, би сакала да го напишете и следното. Кој е најмал двоцифрен парен број? Кој е тој број? Тоа е се за денес, драги ученици. Ви благодарам и се гледаме во некоја наредна прилика.